Добар ден, среда, 14 часот. Јас сум Владко Чаловски, ова е Јана Јосифовска. Добродојдовте во вашето отворено, информативно и забавно студио 1. Така е. Добар ден и од мене и добродојдовте. Стартуваме со она што е стандардно, да ви најавиме што се ќе содржи ово отворено студио 1. Ќе започнеме со јавување во живо со колешката Искра Опечевска, која што ја следи пак денешната преса конференција на државниот врв, односно конкретно премиерот Зоран Заев, посветена во пресред на доаѓањето на папата Франциск. Ќе слушнеме што имаат се да соопштат. Потоа стандардно, оно што ние го нарекуваме тука во студиото хайлайтсите, односно изјави и поенти од најинтересните моменти од разговорите во вчерашното отворено студио 1. 14 часот и 30 минути, веќе јас и Чаловски го заокружуваме првиот блок, а улогата ја презема колегата Александар Петревски со најновите информации од земјава и од светот, односно вестите. Повторно се гледате со мене и со Чаловски во 15 часот и 25 минути. Со колегата Дејан Андоновиќ ја правиме она стандардна анализа на вестите од регионот и од светот, нешто на што посветуваме и тоа како внимание, секогаш има што да се анализира. 16 часот, повторно време за вестите на 1 ТВ, за потоа во 17 часот, јас и колегата Чаловски да го имаме за гостин, директорот на комунална хигиена господинот Шабани. Главната тема ќе ни биде она масовна акција која што денеска се случува за чистење на дивите депонии во Скопје, нешто што може би требаше многу подамна да се преземе, но моментот е дека и амбасадорите и политичарите се вклучија во оваа акција, па ќе ги продискутираме сите моменти. 17 часот и 45 минути. Започнува веќе стандардно забавниот дел со музичкото талент шоу Звезда број 1. Заведнаш потоа да ги имаме нашите ексклузивци, Стефан и Нина со богати содржини и прилози и нивната гостинка Хелена Роза. Веќе 18 часот и 50 минути е добро познат терминот студиото Мода и Сергеј Варошлија. 19 часот и 20 минути повторно назад се враќа отвореното вечерното отворено студио 1 со колегата Ацо Кабранов. Гостинка во овој блок ќе биде Јасминка Миронски, автор на книгата за мајка Тереза. Повторно ќе се продискутира и оно дел за доаѓањето на папата. Меѓутоа, главната тема е дека тој ќе има молитва во спомен на куќата на мајка Тереза. 20 часот време за централниот дневник на 1 ТВ. Веднаш потоа следува авторската емисија Печат на неделата со Сашо Ордановски. Тематиката, може би очекувана, се анализира многу во овој предстојан период околу претседателските избори. Ќе биде изборни весели математики и весели политики. Гостуваат Ѓулистана Марковска, Горан Милевски и Петар Погоевски. Потоа веќе секако 22 часот продолжува отвореното студио 1 со Кабранов. Главната тема е дали ќе пресудат албанските гласови во вториот изборен круг. Дебатираат новинарите Бранко Геровски и Исен Салију. И веќе со вестите во 22 часот и 50 минути го заокружуваме ова маратонско отворено студио 1. Така, како што напомена и Јана, посетата на поглаварот на Римо-католичката црква Франциск доаѓа на 7 мај во една историска посета на независна Македонија. Денеска државниот врв одржа пресконференција, ако не се лажам, веќе на линк имаме така колешката Искра Опечевска. Искра, кои се деталите кои што ги соопштија денеска? Така е, Чаловски, добар ден до гледачите на Еден телевизија. Во овој момент што туку заврши пресконференцијата на која беа обелоденети веќе познати, но и помалку познати детали за предстојната посета на Светата столица, односно на бискупот на Светиот Отец Франциск. Имено има најмалку три причини зошто папата ќе дојде во Македонија и зошто тој ја поддржува Македонија, рече скопскиот бискуп на скопскиот католички бискуп Киро Стојанов на пресконференцијата. Имено годинава Македонија слави 25 години од добрите билатерални односи со Светата столица Ватикан. Исто така Скопје е роден град на мајка Тереза, жената која на светот му покажа како треба да се грижи секој од нас за оние на кои грижата им е најпотребна. Исто така Киро Стојанов не заборави да го спомене веќе децениско добрите односи на културно и општествено поле, односно славењето на 24
4 мај, кога делегација на Република Македонија редовно присуствува на чествувањето на овој голем празник за сите христијани и секако посетата на гробот на Свети Кирил во базиликата Свети Климент во Рим. Инаку премиерот Зоран Заев пак од своја страна кажа дека посетата на папата Франциск е сега, бидејќи ова е важен момент за Македонија, секако и за регионот. Зошто? Затоа што Република Северна Македонија покажа како треба да се гради пријателство, како треба да се подобруваат односите и како треба да се гради иднината. Но да не должам многу, јас предлагам да ги чуеме изјавите што ги дадоа на пресконференцијата и премиерот Заев и скопскиот католички бискуп Киро Стојанов. Честа што ме одадена на нашата земја и на нашите граѓани е дотолку поголема и позначајна и заради фактот што Ватикан и Република Северна Македонија оваа година одбележуваат значаен јубилеј – 25 години од воспоставување на дипломатските односи. Сите години од независноста на нашата земја се исполнети со плодна соработка и со заемно почитување со Светиот престол во Ватикан. Убеден сум дека и во иднина со заеднички ангажман ќе го надградуваме традиционалното пријателство. Затоа, во оваа прилика, ги повикувам сите верници и сите луѓе со добра волја во земјата и од соседството, со своето присуство да ја збогатат оваа драгоцена посета и да бидат дел од овој историски настан. Ние како верници со право очекуваме папата да ни биде прв сведок на темелната вера на христијаните, дека Исус е жив и дека на најдобар начин ќе се даде да биде виден во црквата. За некој ден црквата на земјината топка ќе биде соберена на нашиот плоштад во Скопје. Заедно ќе бидат папа, кардинали, надбискупи, бискупи, свештеници, народ со само една желба да посведочи дека Исус Христос е жив и дека воскресна и дека сега е меѓу нас. Токму така, Чаловски, всушност и посетата на папата Франциск се врти околу поддршката што тој ќе ја даде на иако мала, сепак верна и искрена католичка заедница во Македонија, но и на сите верници, бидејќи тој ќе се сретне со поглаварите на сите верски заедници, се извинувам. Инаку што се однесува до верниците и организацијскиот дел, државниот секретар во Министерството за надворешни работи Виктор Димовски веќе ги кажа познатите детали дека ќе пристигне во 8 часот папата. Меѓутоа, она што не се знае зашто повика на разбирање од сите граѓани што ќе присуствуваат на мисата на папата е тоа, дека картите кои ќе бидат бесплатни, а се подигаат во католичката црква во Скопје и во сите католички епархии низ Македонија, ќе треба да бидат земени што е можно побрзо и на време. Ќе има само 2000 обезбедени столчиња за седење, наспроти 15.000 верници кои што се најавили дека ќе присуствуваат на манифестацијата. Меѓутоа, за да се сите потреби да бидат задоволени на верниците со оглед дека не знаеме точно какви ќе бидат временските услови, ќе има пунктови каде што ќе има волонтери што ќе се грижат за сите верници дали им е потребна вода или пак во евентуален случај можеби брза помош. Токму затоа ќе бидат строги правилата на влез, ќе се влегува од 6 часот утрото до 9 часот на плоштадот Македонија во Скопје, пошто вратите ќе бидат затворени, а светата миса ќе започне во 11 часот и 30 минути. Но за сите овие детали повеќе се разбира во некој следно издание на информативните изданија на Еден телевизија. Јана, Владко, дали имате прашања? Немаме прашања, Искра детално ни ја опиша пресконференцијата. Имавме можност всушност да ги слушнеме ете и изјавите од премиерот Заев и бискупот Стојанов. Ти благодариме во секој случај за овој исцрпен извештај. Веќе во следните, како што најави само информативни изданија, ќе имаме и прилог на темава. Тоа беа деталите, почитувани, во однос на предстојната? А ќе биде целиот град во гужва, затоа што ќе биде сообраќајот под посебен режим. Ваква посета Македонија немала до сега. Да, имаше некои дилеми, работен, па не работен, па еве сега сепак ќе биде работен. Ќе видиме, веројатно властите ќе си се справат доволно со тоа. Да, и добро е оние кои што немаат на 7 мај многу обврски низ градот да ги остават автомобилите, да седат дома. Зошто со велосипеди па и пешки, нели? Се шегува.
Да, добро. Тоа беа деталите. Сега одиме на дел да слушнеме од вчерашниот разговор, односно авторската емисија Правда и неправда на Гордана Дувњак. И гостува синдикалниот лидер на работниците од правосудството, Пецо Груевски, и стручната соработничка во Основниот суд во Штип, Верица Тасева. Главната тема беше посветена на оние штрајкови кои што ги има изминативе години работниците во судската администрација, па ги споделија ставовите дали евентуално се предвидени нови штрајкови и дали им се исполнети барањата кои што претходно ги има изнесено. Слушаме дел од овој разговор. Во неколку ваши јавни настапи не исклучивте можноста дека во знак на незадоволство можно е да има и трет голем штрајк. Но тоа не се случи. Што се промени за да го откажете штрајкот? Па вака, штрекувавме 60 дена и за тие 60 дена власта се оглушуваше едноставно нашите барања, а прашањето не беше толку сериозно да не може да се реши и да бидеме игнорирани 60 дена. Се работеше за барањето и судските службеници да бидат изедначени во правата во поглед на додатоците на плата, како што тоа го добија судиите, јавните обвинители и јавно-обвинителските службеници. Некој како намерно ги заборави. Па моравме да ги подсетиме, бидејќи не го слушна нашиот глас, моравме да организираме штрајк. Меѓутоа, ни штрајкот не беше доволно помена и согласно законот, судските службеници беа казнети со намалување на нивните плати за време на штрајкот за 40% од нивната плата, што на незаконски начин беше одземено. Значи, мораме да направиме разлика. Законот го предвидува тоа, но на овој начин на кој беа одземени, можам да кажам дека насилно беа одземени тие пари, заради што известивме трудовата инспекција, констатира неправилности, народниот правобранител исто така, и ние по завршувањето на штрајкот рековме дека овие пари мораме да ги земеме назад на нашите членови, дали тоа ќе оди со судски тужби преку суд или пак со новата влада која веќе тек да се формира, да разговараме, да преговараме и да изнајдеме решение со цел да не се оди судски. За среќа изнајдовме решение и малку... Кои беа главните барања кои што ги истакнавте на средбата со министерката за правда Рената Десковска? Па со министерката Рената Десковска главното барање беше, значи уште пред министерка Десковска, мислам дека претходниот министер требаше да инициира донесување на закон, односно измени на законот за судска служба, во кој со два члена ќе беа вградени додатоците и тензиите ќе беа смирени. Меѓутоа, со доаѓањето на министерката Рената Десковска, ние влеговме во преговори и баравме подхитно да се донесе законот затоа што останатите категории, судиите, обвинителите, обвинителски службеници го имаат тоа право и може судски да си остварат своите права. Значи, во тој поглед судските службеници беа хендикепирани, го нема едноставно тоа право. Успеавме некако заеднички со разбирање, со притисок од наша страна и негде пред нова година да се донесе законот, измени на закон за судска служба, со што сега и судските службеници го имаат тоа право. Знаете кои се најголемите проблеми? Значи, прв и основен проблем е платата, меѓу тоа што предизвикува незадоволство кај сите вработени во судската служба е што забораваат надлежните дека работата во судовите е тимска. Ние сите заедно сме тим. Значи, колку не сме е просечната плата на стручните соработници? Добро, тоа зависи од годините на стаж, претпоставувам, меѓутоа, да кажеме некаква просечна плата. Без стаж е околу, нема цели 25.000, со стаж 27, максимум 28.000. И за проблемот, кои се проблемите? Проблемите се поради тоа што сите забораваат дека работата во судовите е тимска. Не сме само и ние судските соработници кои сме заслужни. За да еден предмет се заврши на еден судија, тоа е цел тим на вработени. Значи, јас секогаш велам. Значи, секој е важен. Прво е важен и судскиот полицаец на влез, значи да не дозволи лица кои ќе го попречат судењето, процесот на работа. Важен е тој на прием на пошта. Значи, точно да заведе во колку часот кои предмети, колку поднесоци се примени. Важен е уписничарот, важен е дактилографот, важен е курирот, доставувачот да го предметот правилно да на крај сме ние, стручните, значи на судската тоа ни е проблемот. А тука да не ги запоставиме и помошно-техничкиот персонал кој што плата земаат, не се знае по закон за работни односи,
Значи, благодарение што се покачи минималната плата, дојдоа до 12.000. Хигиеничарите, возачите кои возат председатели на судови, судии, зимаат 15.000 плата. Значи, тие се на вистина ниски плати. Еве потрошувачката кошница на синдикатот, ако ја земеме, значи вработените во судовите, двајца ако има вработени, референти не можат да ја остварат. Поголемиот дел од вработените плата под просекот. А гостин кај Чомовски во синокешното издание на Отвореното студио беше Изет Меджити, шеф на изборниот штаб на ДУИ. Вели дека во вториот круг, како и во првиот, целосно стојат зад Стево Пендаровски на предстојниот, односно вториот круг од председателските избори и смета дека со тоа што бил национален координатор за НАТО, само ќе помогне дополнително државата да се придвижи напред кон Европската Унија и НАТО. Според Меджити, 95% од албанците заборавиле на национализмот и нивната иднина е во ЕУ и НАТО, такви се и нивните сваќања. Во поглед на тоа што е најавена еден вид на чистка после изборите, Меджити рече дека и во ДУИ размислуваат за тоа кои кадри се подобни, а кои не. Слушаме дел целиот разговор на YouTube каналот на 1TV. Заврши првиот круг. Честитки за победата во Дебар и првата аналогија што во дел од македонските медиуми и експерти се појави како тоа во Дебар победи мазно градоначалничкиот кандидат на ДУИ, а Пендаровски вистина е прв, но не освои идентично или изброј на гласови. Прво, мислам дека не е во ред аналогијата, не е тенденциозна. Второ, значи, ако збориме за споредба аналогија, треба да направиме меѓу Дебар и Охрид. Значи, ние се одлучивме, значи, консензуални кандидати, значи, во овој случај и Пендаровски за председател на државата, и нашиот кандидат во Дебар, и кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз во Охрид. И можам, значи, тоа да тврдам пред вас, дека поддршката од Демократската унија за интеграција за кандидатот во Охрид може да биде поголема, во никој случај не може да биде иста или помала, значи, со поддршката на Социјалдемократскиот сојуз во Дебар. Значи, се помагавме и тоа, значи, има факти, и тоа сме го направиле транспарентно, јавно, дека се поддржуваме како што се поддржавме и за време на локалните избори. Во однос на председателските избори, значи е посебна приказна, значи треба сите да констатираме дека ова е прв пат една албанска политичка партија да се одлучи на првиот круг на председателски избори да оди со заеднички кандидат, тоа е со господинот Пендаровски и со јавна поддршка кон него. Во политичката историја тоа ќе остане запаметен случај, бидејќи за прв пат се случува предизборна коалиција, директно пред гласањето меѓу најмокната албанска партија и водечката македонска партија. Да. Ние кон ова, значи, пристапивме на транспарентен начин. Тоа го објаснивме, дека одиме со консензуален кандидат и баравме јавно, значи, да се поддржи господинот Пендаровски, што е прв пат во историјата на Република Македонија, тоест Северна Македонија. И тоа, мислам, имајќи предвид дека тоа може да ни кошта и политички, и во политичкиот рейтинг на Демократската унија за интеграција. Но во случај кога во земјава се случуваат битни процеси, кога се смогнаа сили, значи, ова влада да абсолвира некои работи кои што лебдат, значи, 30 години, да се смени името на државата, да се влезе у НАТО, да се донесе закон за јазиците, за албанскиот јазик, да се избере председател албанец на собранието, и ние возвративме, значи, државнички, значи, одлучивме да одиме со заеднички кандидат од првиот круг, да не дадеме шанса, значи, на спротивниот кандидат, на Силјановска, да се вратат некои процеси, да се ризикува преспанскиот договор и сето друго. Прво, значи, тоа е. Второ, значи, сакам да кажам дека гласовите на ДУИ се
придонес за Пендаровски да биде победник во првиот круг. Втора работа е треба да навлеземе во детали, значи во бројките, колкава е поддршката, значи колку гласови од ДУИ се ефектуирани на контото на Пендаровски. И според анализите на штабот на Демократската унија за интеграција, значи бројката е околу 50.000 гласови. Од Демократската унија за интеграција се во контото на господинот Пендаровски. Имајќи предвид дека ова прв пат се случува, албанците не се навикнати во првиот круг да гласаат за кандидат македонец. Значи, ова беше предизвик, но ние го имавме и предвид тоа дека може да изгубиме рейтинг малце. Имавме предвид дека тоа не може веднаш да се свати кај албанците, значи, но мислам дека сепак е успех што овој пат се гласаше за концепт, се гласаше, значи се инвестира во нешто што е квалитетно, значи за Република Македонија. Ете, слушнавме дел од оние изборни математики кои што се прават, па и калкулации периодов и очекувано и редно, па и ќе се прават. Така е, се до петти ќе видиме дали ќе имаме успешен избор за председател и Јаси Чаловски го заокружуваме овој прв блок Шарен Олик од отвореното студио 1. Следуваат вестите. Така, со Александар Петрески, а јас и Јана се враќаме. Останете со нас.